така треба да биде, но дали ще ни оставят да го направим? Кој да не остави? Ами, аз много си мисля все за тези хибридни войни, най-вече на Руската федерация. И наистина малко се плаша с оттеглянето на американците в Югоизточна Европа, а ето и в Източна Европа като цяло. Имаме ли ние способност бързо, много динамично, много активно, проактивно дори, да се организираме, да се самоорганизираме? Ще имаме ли времето, защото живеем във време, в което времето става дефицит. Имам предвид, практически ние трябва сега, докато бягаме, да се обличаме, докато бягаме, да се приготвяме за това, което трябваше да се случи по-рано. Хибридната война не спи. Тя се води... Георги, вие две прашања имате тука поставено. Но пред да ви одговорам, мислам дека еднаш ви го имам ова кажано, но еве ќе го повторам. Уште Наполеон има зборувано за тоа дека војниците и политичарите работат во реално време и простор. Точно. Просторот можеш да го изгубиш и со повеќе сили и средства и жртви да го вратиш, но времето не можеш да го вратиш. И ние времето не можеме да го вратиме тука. Но руските хибридни закани се присутни тука и токму руските хибридни закани, проруската политика на Балканот доведува до конфликт помеѓу државите на Балканот и се држат отворени многу прашања. Континуирано се држат отворени прашања и во однос на односите Македонија, Бугарија, Македонија, Грција, Бугарија, Турција, да кажеме, нели, Македонија, Албанија, Косово, значи генерално Србија кон Македонија, кон Црна Гора, кон Босна. Значи целиот Балкан се држи во една таква состојба во која се држи напрегната состојбата токму за да се оневозможи заедничка соработка. Да. Сега. Тоа што американците го напуштаат просторот, условно кажано го напуштаат просторот, тие малку на еден друг начин ќе пристапат кон овој простор, ќе има друг модел на дејствување на американците на просторот, нема потполно да го напуштат, бидејќи суперсила не напушта туку така простор, можеби ќе и биде надвор од фокусот на внимание, сметајќи на тоа дека Македонија, Бугарија, Грција, Албанија се во НАТО и ние го имаме генерално под контрола просторот како земји членки на НАТО. Од друга страна, тој простор нема да се дозволи на Русија да го пополни, таа упорно ќе се обидува, туку јас пред малку ви одговорив дека обидот ќе биде токму од американска страна и од европска страна да се истисне Русија од просторот на Западен Балкан за да може да се реши Украина. И овој простор на еден или друг начин Европа ќе си го пополни. Вие ако ја погледнате стратегијата на Трамп за безбедност, вие ќе видите дека и препорачува преку неговата стратегија за безбедност дека Европа треба да поведе сметка за Балканот. Тоа е директна порака. Ви го препуштаме Балканот, барете начин за решавање. Но Европа едно е политички како ќе го решава Балканот ни сопствената заедничка надворешна и безбедносна политика. Друго е каква улога ќе имат европските држави во рамките на НАТО и преку НАТО. Тука е нештото.